Прилеп оваа пролет ќе ги добие првите 12 лиценцирани со меѓународен сертификат асистенти за помош на лицата со Алцхеймерова болест и други деменции. Тие се дел од проектот за обука на UNDP, а кој го спроведува Средното Прилепско училиште Ѓорче Петров. 3-месечната обука опфаќа 30% теоретска и 70% практична настава во институции. Благица Антоновско се грижела за својата мајка која што боледувала од Алцхеймер цели 5 години. Сега своето искуство сака да го надогради и професионално да се занимава со помош и грижа за овие лица. За оваа болест треба голема нега и голема хуманост од страна на цело семејство. Бевме сите ангажирани и сакам во иднина да му помогам да се грижам на вакви лица. Овие сертифицирани негователи после обуката планираат да формираат здружение и очекуваат одредена поддршка и помош од општината и државата. Институциите кои што би згрижувале лица со Алцхеймер и деменција представуваат скапа инвестиција, а додека членовите на семејството за да се грижат за вакви лица мораат често пати да ги напуштат и своите работни места. Токму затоа денес во светот се повеќе се зголемува потребата од развој на економија за грижа на лица кои што имаат потреба од тоа. Најбитно од мој аспект е да се информираат семејствата кои што имаат вакви лица и да побараат помош од нас како лиценциран кадар кој е нов во нашата општина и сметаме дека во иднина ќе имаме просперитет. Треба ние да му кажеме на тие што ги негуваме каква исхрана да применуваат, како начин на живот да го поминуваат во текот на денот со некакви активности, да не се чувствуваат изолирани од останатите личности. Со оваа обука, освен што ќе се помогне на семејствата кои што имаат некој член болен од оваа болест, се отвара можност и за вработување на ваков обучен кадар за тоа. Е болест на современиот начин на живење и која најповеќе е во земјите во развој. Најнападнати, така да речам, се лицата кои што имаат, значи од 65 години па натаму, процентот на заболување се зголемува. Според одредени статистики во Македонија има околу 20.000 лица со Алцхеймерова болест, а заедно со другите деменции бројката е двојно поголема.